Вести на Канал 8, добар ден. Министерот за земјоделство Михаил Цветков свечено го пушти во употреба првиот систем за наводнување на поле со ориз во Македонија капка по капка. Системот е поставен на опитна парцела на Институтот за ориз во Кочани, како донација од проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси, кофинансиран од Швајцарската амбасада во Македонија, во соработка со програмата за зачувување на природата во Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка. Со демонстрација на еден од првите два система за наводнување капка по капка во Македонија, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков на оризовите полиња во Кочанско го пушти во употреба системот капка по капка за производство на ориз. Станува збор за проект на УСАИД за експанзија на мали бизниси, во чии рамки се означува почетокот на новата иницијатива за рурален развој, одржливо производство на ориз, преку која оваа година експериментот е обезбеден токму на оризовите полиња на Институтот за ориз во Кочани. Придобивши тука ќе биде и нели после ќе се додава преку системот капка по капка и ѓубрењето, а секако дека и самата обработка, односно самото засејување на оризот се сее на суво со редосејалка и самата после жетва се натаму, значи имаме неголеми придобивки со овој систем на одгледување на ориз и секако дека главната придобивка треба да биде да произведеме повеќе килограми на ориз од површина единица, односно од хектар. А цената, односно производната цена да биде што помала, така што оризарите може да бидат конкурентни на страните пазари. Во Кочанското поле како производен регион може да се засеат над 9500 хектари под ориз. Моментно површините под ориз изнесуваат 4850 хектари, што значи 60% од површините на кои треба да се сее оризот. Министерот Цветков во однос на пласменот и обезбедените пазари за ориз истакна дека производените количини на ориз треба да бидат конкурентни на пазарот. Минатата година беше рекордна во оризопроизводството, па од тука и проблемите со откупот и пласменот на оризот. Институтот за ориз во Кочани продолжува со испитувањето и добивањето на нови сорти ориз кои ги бара пазарот. Вакви опитни полиња, како што е ова во Кочани, се планира да се направи во сите земјоделски региони во државата. Во Ресен ќе се направи опитен регион од јаболков насад, при што ќе се примени највисока технологија и наука. Ке направат опитен полигон и за житните култури во Пелагонија, во Кавадарци на лозовите насади и во Струмичко на градинарските култури. Цветков зборуваше и за окрупнувањето на земјоделското земјиште, кое за почеток ќе го направат токму во Кочани на оризовите полиња. Се работи на окрупнување на 400 хектари земјоделско земјиште, за која намена се предвидени 3 милиони евра од ИПА програмата. Тоа е експеримент кој е поставен на 0,3 хектари, односно на 3 декари. Во експериментите имаме за цел и да заштедиме на вода и на хербициди, исто така и на употреба на ѓубрива, а од друга страна да добиеме повисоко производство. За Маријана Шушлевска од програмата за зачувување на природата на Македонија, овој проект е во рамките на соработката што ја имаат воспоставено со УСАИД и покрај системот капка по капка имаат експерименти поставени за увид на резултати користејќи технологии со расадување. Министерот за земјоделство Цветков го демантира својот заменик Костадиновски дека е започната постапка за интервентен откуп на одредени количини ориз за државните стокови резерви. Според него се разгледувале други варијанти за финансиска помош на земјоделците, што е сосема поинаков став од минатонеделното тврдење дека ќе се менуваат одредби во Законот за стокови резерви. Интервентниот откуп на ориз за државните стокови резерви е проблематична постапка и тешко може да се изведе. Освен тоа, во државниот буџет не биле планирани пари за таа намена, така што решавањето на проблемите со пласменот на оризот на овој начин нема да се реализира. Ваков е ставот на министерот Михаил Цветков околу најавите дека државата ќе откупи одредени количини од минатогодишната реколта за да се ублажи тешката финансиска состојба на земјоделците. Во Законот за државни резерви, кој што е во Министерството за финансии, оризот бил до 2012 година како стратешка култура, но од тогаш не е ставен таму. Јас са Бајле имав разговор со директорот
И ми кажа прво тие не се ни влезени во нивните планови, значи немаат обезбедено средства. Тоа е многу тешко за реализирање, бидејќи оди спрема законот за јавни набавки. Значи проблематично е тие средства да дојдат до земјоделците што сакаме да го направиме. Тврдењето на министерот Цветков е сосема спротивно од она на неговиот заменик Костадиновски дадено минатата недела, дека било започната постапка за измени и дополнување на законот за стокови резерви за да се овозможи интервентен откуп на оризот. Веднаш кога ќе го промениме и кога ќе законот и кога ќе ја вратиме на листата на стоки од стратешко значење оризовата арпа и кога законот ќе биде донесен во собранието, дека ќе пристапиме со реализација на таа мерка да набавиме количини кои што ќе ни бидат потребни за државни резерви. По негирањето на намерата за интервентен откуп за стоковите резерви, министерот Цветков рече дека во ресорното министерство се размислува на земјоделците да им се исплати дополнителен надоместок за килограм оризова арпа предадена во откупните предпријатија. Висината на оваа помош се уште не била утврдена, а непознато е и како ќе се стимулираат преработувачите да го купуваат оризот во услови кога во изминатите месеци има минимален откуп. Кочани е дел од мрежата од 5 општини во државата кои се вклучени во проектот за подобрување на учеството на помалите етнички заедници на локално ниво. Во тие рамки се одржа тркалезна маса на која се разговараше за учеството на ромите во носењето одлуки, што се однесуваат на средината во која тие живеат. Воспоставувањето механизми со кои ќе се зголеми и подобри учеството на помалите заедници во донесувањето одлуки на локално ниво е главната цел на проектот што во Кочани и уште 4 други општини во Македонија ќе се спроведува во наредната 1,5 година. При тоа ќе се анализира моменталната состојба, кои се проблемите што водат до неа, со цел да се создадат механизми со кои истата би се подобрила. Во фокусот на проектот во Кочани се секојдневните проблеми со кои се соочуваат ромите, а преку повеќе активности ќе се бара најдобро можно решение за нивно надминување. Ќе бидат организирани значителен број на тркалезни маси, работилници и обуки, каде што учесници ќе бидат представници на локалните власти и на локалните здруженија на граѓани, каде што главна цел ни е нивно зближување и промовирање, зајакнување на диалогот помеѓу нив, за да дојдеме на крај до ситуација каде што ќе бидат понудени определени програми како вид на формални правни акти, кои што би биле донесени од страна на општините за да остане некаков вид на документ во насока на подобрување на имплементацијата на проектните активности во иднина и откако проектот ќе заврши. Според Готовски, за подршка на проектот се обезбедени потребните финансиски средства. Има значителна сума на пари, односно 42.000 евра, кои што ќе ги распределиме за јакнење на капацитетите на локалните заедници, на локалните здруженија на граѓани. Така да и по завршувањето на проектот веруваме дека ќе придонесеме локални здруженија на граѓани да ги зајакнат своите капацитети за да можат и понатаму да ги остваруваат своите права во рамките на општината, односно локалната власт каде што тие делуваат. Носител на проектот за подобрување на учеството на помалите етнички заедници на локално ниво е Националниот ромски центар од Куманово, а како партнер од Кочани се јавува невладината организација Авена. Инаку, реализацијата на проектот е со поддршка од Канцеларијата на Делегацијата на Европската Унија, а се планира тој да заврши на крајот од септември идната година. Започнува првата фаза во регулацијата на коритото на река Осојница. Стартуваа активностите за заштита на мостот кај село Јакимово, Виничко. Борбата против климатските промени во општина Виница започнува од река Осојница. Стартуваа активностите за заштита на мостот кај село Јакимово на река Осојница, како прва фаза во спроведување на едно долгорочно решение за проблемот со надојдените води и излевањата на реката кои се повторуваат и по неколку пати во годината. Сдруженијето Мили ЕУ Контакт од Скопје е носител на овој проект кој произлезе од изработката на стратегијата за климатски промени на општина Виница, изработена од страна на Сдруженијето Агровинка. Мили ЕУ Контакт Македонија во рамките на проектот на USAID веќе ангажираше консултантска куќа која што изврши техничко проектирање на целиот проект. Генерално се работи за 3 фази, од кои што во рамките на овој проект ние заедно со општина Виница може да започнеме само со финансирање на првата фаза од проектот, за тоа е
заштита на мостот и коритото возводно, значи пред мостот, чистење на коритото од можни потенцијални наноси нагоре и стабилизирање на речното корито пред мостот. Во моментот значи ќе се изведува непосредната заштита на мостот во речното корито и делот возводно на некои околу 250 метри возводно мостот. Самата регулација, самото техничко решение е стандардно за ваков тип на заштитни мерки. Се работи за неколку каскадни прагови, за заштитна облога од ревен камен во околината на мостот, значи, и покрај заштитата се предвидува уште изградба на зафатна градба за води за наводнување. Таа кога надојде, јас сум 60 години, да, чудо, пошто доаѓаат од Дострат, нивите дигале нечисто. Проектот кој се реализира во село Јакимово е дел од проектот кој се спроведува во изминативе 4 години со изработка на 10 општински стратегии за климатските промени. Стратегијата за општина Виница е идентификувана како приоритет кој има 3 фази. Првата фаза опфаќа заштита на мостот и коритото на река Осојница и негово чистење од потенцијални наноси. Истакна Игор Славковски, директор на проектот за општински стратегии за климатски промени во Милион Контакт. Во оваа прва фаза се обезбедени $100,000, средства од кои 80% се преку УСАИД, а останатите 20% се обезбедени од општина Виница. Крводарителска средба на која беа поделени признанија на заслужни повеќекратни крводарители, организираше Црвен крст Кучани. Одбележан 14 јуни, светскиот ден на крводарителите. И во Кучани одбележан 14 јуни, светскиот ден на крводарителите. Овој ден е посветен на нив, за да можат општинските организации на Црвениот крст да им се заблагодарат на луѓето кои доброволно и несебично ја даруваат својата драгоцена течност, која спасува животи, и да се подигне јавната свест за потребата од регуларна и доброволна донација на крв. Секоја година се одбележува со различна кампања. Мотото за оваа година е крвта не сплотува сите нас, каде што акцентот е ставен на димензијата на дарување и поврзаноста помеѓу крводарителите и пациентите. Црвен крст на Република Македонија, општинска организација Кучани, се вклучува во одбележувањето на светскиот ден на крводарителите со организирана крводарителска акција на која беа поделени признанија на заслужни повеќекратни крводарители. Во исто време на крводарителот Петар Делчев му беше доделена традиционална награда телевизор за 100 пати дарувана крв. Во Кучани има уште 4 крводарители кои во изминатите години ја имаат надминато бројката од 100 пати дарувана крв. Сакам да кажам, крводарството е хумана работа, спасува доста човечки животи. Иначе сум активист од 70-та година со крводарувањето. Прв пат дадов 70-та година и после почнав редовно да давам. Бев организатор на доста хумани акции. Од почетокот на годината до месец мај собрани се вкупно 587 крвни единици. До крајот на годината треба да се достигне бројката од 1358 единици за остварување на годишниот план за крводарување. И во Кучани се одбележува Зелената недела како дел од заложбите за искористување на алтернативните извори на енергија и заштита на природата од загадување. Проектот се реализира со поддршка од Канцеларијата на делегацијата на Европската Унија во Македонија и EU Info.точката од Кочани. Во текот на 4 дена во Кочани се реализираат активностите во рамки на одбележувањето на Зелената недела. Во нив се вклучени учениците од основните училишта во општината, а целта е подигање на еколошката свест на децата уште од најрана возраст. Станува збор за проект што се реализира преку EU Info.точката на делегацијата на Европската Унија. Во текот на еднонеделниот проект, децата и нивните наставници ќе творат на тема екологија и чување на животната средина. Освен Кочани, во него се вклучени и други општини од Македонија, при што секоја засебно ги определува своите приоритети и активности во спроведувањето на манифестацијата. Се работи за проект што се состои од едукативен дел, односно работилници и предавања, и практичен дел во кој дечињата ќе имаат организиран престој во природа.
На првиот ден таргет група беа децата од 6 до 12 годишна возраст, кои имаа интерактивна работилница за справување со отпадот, како и начинот за негово селектирање и повторна употреба. За среда е планирано да се одржи уште една работилница, на која тема ќе биде штедењето енергија, а како практична придобивка на учениците ќе им бидат поделени бесплатни LED светилки, како обид тие да влијаат кај нивните родители за користење на овие економични извори на светлина. В сабота на Браната градче ќе се одржи уште една работилница, на која модератор ќе работи со најмладите на тема осознавање на природата. Како завршница на Зелената недела, викендов во просториите на детската градинка Павлина Велјанова ќе биде поставен систем за соларно затоплување на водата. Храмот Света Тројца во населбата Баби во Штип, кој што се уште не е осветен, е узурпиран од бајачот Далибор, кој е обземен од ѓаволски дејствија и се занимава со разни бајачки работи, со што го труе недоволно упатениот народ во светата православна вера. Владиката Иларион со апел до верниците да не го посетуваат овој храм, се додека не се реши проблемот со бајачот Далибор, како не би го навлекле Божиот гнев врз себе и своите чеда. Воедно апелираше и за присуство на литургии за време на празникот Духовден. Храмот Света Тројца во населбата Баби во Штип, кој што се уште не е осветен, е узурпиран од бајачот Далибор, кој е обземен од ѓаволски дејствија и се занимава со разни бајачки работи, со што го труе недоволно упатениот народ во светата православна вера. Со тоа, тој ги злоупотребува неволите на народот за негов личен профит и истиот од страна на црквата е екскомунициран, односно одлачен од православната црква. Затоа, владиката Иларион со апел и совет до сите духовни чеда, заради нивно спасение и за спасение на нивните сегашни и идни чеда, да престанат со посетите на овој храм, се додека не се реши проблемот со бајачот Далибор, како не би го навлекле Божиот гнев врз себе и своите чеда. Владиката Иларион додава дека сите верници може да ги посетуваат сите други легални, официјални и облагодатени цркви во Штип. Воедно упатува и апел до сите духовни чеда на Македонската православна црква Охридска архиепископија, Брегалничка православна епархија и ги поучува во духот на православното учење дека од причина што петокот и саботата се деновите кои што се посветени на починатите, тоест задушница, пожелно е сите да ги посетат своите упокоени и нивните вечни живеалишта и со тоа да им одадат почит и внимание, молејќи се за нивно спасение и вечен живот. А пак во неделата, кога Светата црква го празнува својот роден ден, односно 50-ница или Духовден, владиката Иларион замолува да не одат на гробишта, туку да присуствуваат на светите литургии во храмовите, каде што сите заедно ќе може да се помолат на Бога за здравје и спасение на сите. Инаку празникот Света Тројца, Духовден, е Господов празник и роден ден на православната Христова црква, ден во кој Господ Бог го испратил Светиот Дух врз светите апостоли и ги обдарил со изворена духовна сила, за да може да го проповедаат Словото Божјо, благата вест за спасението на светот. На крајот од апелот владиката Иларион на сите православни верници им го честиташе празникот и роден денот на Светата црква Духовден, посекувајќи им мир и благослов и добро здравје. И со прогнозата за времето ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk.
Довидување.